Мултикултурната демократија е скапа работа, смета професорот Љубомир Фрчковски. Тој во вчерашната дебата во Топ тема запрашан како може да се пронајде решение во кое граѓанин ќе аплицира на својот јазик во Струмица, Берово или Делчево и дали тоа значи дека администрацијата во овие градови треба да биде двојазична. Вели дека тоа ќе значело и ќе има служба за преведување. Тоа значи дека ќе има служба за преведување која ќе го преведува. Тоест, видите, мултикултурна демократија е скапа демократија. И нема да биде во Струмица, Делчево или Берово. Ќе биде таму преведувачка служба која ќе ги преведува тие, они ќе одлучуваат, пак ќе го преведува. Јас мислам дека околу законот за јазикот никој ништо посебно нема да расправа. Ниту ќе има дебата, ниту фокус на него. Стварно нема да има. Фокус ќе биде, ви кажав, смената на обвинителите, смената на Републичкиот судски совет, проект на вистинско етаблирање на мултикултурното општество, ако почнат да се менуваат книгите по историја, околу нашата и албанската историја или заедничката историја во Македонија. Колку ќе чини воведување на двојазичноста што се најавува, нема информации. Проценката на експертите е дека доколку се менува изгледот на парите, само тоа ќе чини околу 20 милиони евра за печатење на нови пари, изработка на решенија, заштита и слично. Дополнително ќе треба стотици вработување на службеници во новите инспекторати за заштита на албанскиот јазик и веројатно неколку илјади преведувачи, со оглед дека албанскиот ќе се употребува на сите нивоа на државната власт во целата земја. Прашањето е дали македонските граѓани со албанска националност ќе бидат побогати ако парите бидат двојазични. Дали сите ќе бидеме побогати и посреќни ако се воведат и нови институции, инспекторати и казнени мерки за непочитување на албанскиот јазик, напиша на својот Facebook профил универзитетската професорка Билјана Ванковска. Една работа е да им овозможиш на граѓаните употреба на мајчиниот јазик за да си ги остварат личните права, ама друга работа е за инает или со задни намери да ја менуваш конституцијата на државата. Се разбира, и јас не сум го видела целиот закон и што тој точно предвидува. Но ако Бујар зборува за член 8 од законот кој го напишале исклучиво албанските партии и кој не бил предмет на преговори, бидејќи бил услов за коалицирање, тогаш 20 луѓе го киднапирале парламентот, а оние 100 се само папети кои треба да изгласаат нешто напишано од Осман Кадрију и одобрено од неколку албански партии, пишува Ванковска.